Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Човекот број 3 во терористичката мрежа Ал-Каида Мустафа Абу Ал-Јазид, убиен во американски напад во Пакистан. Советот за безбедност на Обединетите нации повика на непристрасна и транспарентна истрага за израелскиот смртоносен напад врз хуманитарен конвој бродови за палестинците. Ова се само дел од насловите во денешната емисија. Советот за безбедност на Обединетите нации повика на непристрасна и транспарентна истрага за смртоносниот израелски напад врз конвојот бродови со хуманитарна помош на пат за Газа. По неколкучасовни воредни преговори Советот постигна согласност за изјава во која се осудуваат непрецизираните акти што довеле до убиство на најмалку 9 активисти. Советот побара Израел веднаш да ги ослободи бродовите и цивилите. Конвојот носел 10.000 тони помош за појасот Газа и покрај блокадата што ја воведе Израел и што трае веќе 3 години. Египет привремено ја отвори границата во појасот Газа да дозволи влез на хуманитарна помош. Ал-Каида потврди дека бил убиен третиот по ранг нејзин водач, што може да представува голем удар врз терористичката мрежа. Смртта на Мустафа Абу Ал-Јазид беше објавена во порака на интернет. Пакистански официјални лица соопштија дека американско беспилотно летало губило Јазид заедно со членови на неговото семејство во Северен Вазиристан. Представник на американското разузнавање вели дека веста е неверојатно точна и оти елиминацијата представува голема победа во борбата за искоренување на тероризмот. Јазид, родом од Египет, раководел со операции на Ал-Каида во Авганистан и Пакистан од финансирање до оперативно планирање. Тој бил тесно поврзан со Осама бин Ладен. Американскиот претседател Барак Обама во вторник има средба со ко-претседателот на независното тело формирано да спроведе истрага за несреќето со нафтеното излевање во Мексиканскиот залив. Американскиот државен обвинител Ерик Холдер пак во Нью Орлеанс, Луизијана, ќе направи проценка на штетата. Правни стручњаци сугерираат дека енергетската компанија BP би можела да се соочи со судски постапки и криминална истрага за излевањето на нафта. BP повторно ќе се обиде да го запре излевањето, овој пат со роботи на далечинско управување, кои треба да ја пресечат долгата цевка поврзана со изворот од кој истекува нафтата. Apple ги трие рацете. Од промоцијата на iPad на 3 април продадени се 2 милиони примероци. Поради големата побарувачка во САД, Apple го презакажа почетокот на продажбата ширум светот. Викендов iPad започна да се продава во 9 земји во Азија и Европа. Американскиот институт за медицина е вклучен во истражување што неверојатно ќе резултира со зголемување на препорачаната доза на витаминот D. Истражувањето покажа дека овој витамин влијае врз речиси секој дел од телото, а неговото ниско ниво може да има сериозни последици. Витаминот D е поврзан со сонцето. Го абсорбираме преку кожата, но и го блокираме со кремите за сончење, за да избегнеме рак на кожата. Витаминот D се наоѓа и во дел од храната. Но како што дебелината станува се поголем проблем на денешницата, така витаминот D е се позаглавен во телесните масноти. Лекарите утврдија дека многу луѓе немаат доволно од витаминот, а токму тој помага телото да абсорбира калциум за коските. Огромниот недостаток причинува деформитети кај децата и слаби коски кај возрастните. Но и помалиот недостаток не е безопасен. Лекарите го поврзуваат со бројни здравствени проблеми, како срцеви заболувања, неколку видови на рак, остеопороза, диабетес, Алцхаймерова болест, дури и висок крвен притисок. Лекарите најдоа врска меѓу витаминот и бременоста. Ова е доктор Майкл Ирвинг од Универзитетот Џорџ Вашингтон. Некои истражувања покажаа дека ако на бремена жена и даете 4000 единици витамин D дневно, стапката на компликации во бременоста значително се намалува. Опасностите како инфекции, предвремено породување се намалени ако на бремена жена и даете зголемена доза од витаминот D. Институтот за медицина, што ја советува Американската влада за здравјето, до септември треба да ја обнови дозата на витаминот D, што моментално ја препорачува 200 до 600 единици дневно. Многу експерти, вклучувајќи го и доктор Ирвинг, препорачуваат околу 1000 до 2000 единици дневно, количина можна само преку витаминските додатоци.
Главната авенија во Вашингтон, што ги поврзува Белата куќа и Конгресот, доби нов лик со велосипедската патека. Непредвидливите цени на бензинот и потребата од активен, поздрав стил на живот причинија многу американци да ги остават автомобилите во гаража, а оттаму да го извадат велосипедот кога одат на работа. Овие велосипедисти се подготвуваа да ја пробаат новата патека на авенијата Пенсилванија, најпознатата сообраќајна артерија во главниот американски град. Ги предводи демократскиот конгресмен Ерл Блуменхауер од Портланд, сојузната држава Орегон, кој вака секој ден доаѓа на работа во Конгресот. И градоначалникот на Вашингтон, Адриан Фенти, е посветен велосипедист. Неговата администрација планира речиси двојно да ги зголеми постојните 45 мили патеки во градот и да создаде најголема програма за велосипеди за јавна употреба во САД. Повеќе од 2% од вработените во Вашингтон доаѓаат на работа со велосипед, двојно повеќе од националниот просек. Но критичарите велат дека со преиначувањето на автомобилски во велосипедски ленти само дополнително ќе се влоши сообраќајот во градот. Џон Таузенд е портпарол на Американското автомобилско здружение. Не ке можете да стасате, тоа не загрижува. Ако затворите ленти на авенијата Пенсилванија од Белата куќа до Конгресот, ќе го размножите проблемот наоколу. Па сепак многу луѓе како Питер Харник имаат доволно причини да појдат на работа со велосипед. Со возењето велосипед вежбам, се борам против загадувањето, штедам бензин, убаво се чувствувам и тоа понекогаш е најдобар дел од мојот ден. Со советите за здрав и економичен стил на живот продолжуваме и утре. Како да заштедите на сметката за електрична енергија? Еден човек од Пенсилванија има голем одговор, инсталиран во неговиот двор. Гледајте во утрешната емисија. Утре во Newsflash, со турбина на ветер во дворот до помали сметки. Американецот Джим Достон не само што ги намалил собствените трошоци, туку и продава електрична енергија. Гледајте утре во Newsflash. Ова беа вестите за денеска, го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.